После Европското првенство во Хрватска, нов собир на репрезентацијата, мала пауза, посветени на клубските обврски и сега одново сите заедно пак на собир. Што се очекува од оваа недела, во која што ќе имате исклучиво работа на тренинзите и само еден контролен краж? Па да, после Европското првенство следи во април дека е в недела, сите сме тука. Мислам дека некој ќе касни, ќе дојде порано. Значи оваа недела, оваа ЕХФ недела увеќе добро дојдена за репрезентацијата. Значи не очекува во јуни двомеч со Романија. Значи сигурно ќе биде и овие 5-6 дена до Великден и контролниот надпревар со Русија ќе бидат една увертира за твој двомеч. Па мислам дека ќе се работи на све што мислам дека посебно на она тактика, видеа за Романија, значи пред време подготвени да бидеме за нив добро. Мислам дека ќе се спремиме и ќе го искористиме овој период што е пред нас. Може да се внесе нешто ново во играта на Македонија после она што го покажавме во Хрватска. Ќе има ли некои новитети? Искрено што очекуваш лично ти? Па, значи искрено костурот би требало да е ист секако. Значи се е до селекторот, негови нови идеи, визии како тоа полесно да се справиме со противникот. Точно не знам што може да се измени за толку кратко време после Европсково, но секоја нова и добродојдена работа од него, совет, нова акција што се вика е добродојдена за репрезентацијата и мислам дека ќе ни користи за што полесно. Значи како на првиот меч тука на домашен терен, така и на вториот мислам дека ќе се покажеме во добро светло посебно оваа недела и ќе бидеме подготвени за тој двомеч со Романија. После Европското првенство немавте многу надпревари на клубски план, односно имавте СХ лига неколку дуели и сега почна плейофот. Како се чувствуваш во однос на подготвеноста? Па мислам дека значи по тие добри припреми значи за Европското првенство, значи со неколку 3-4 утакмици во СХ изигравме една од домашното првенство, максимално сум подготвен да за овие тренинзи и да одговорам на задачите што ќе ги зададе Рал. Фала ти многу.